Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски утрово на терен во Кучково оти бил детектиран проблемот на водоснабдителната мрежа, за кој вели дека работат да го надминат дефектот. Ја разбирам потребата на жителите, благодарен сум на разбирањето и соработката. За Кучково обезбедивме нова бушотина со капацитет од 6 литри во секунда. Резервоарот за вода е полн, дефектите тековно ќе ги отстрануваме. Се работи за мрежа од селски водовод, која многу пати низ последниве 50 години е преправана, што е дополнителен проблем, вели Стојковски во објава на социјалните мрежи. Тој додава дека во периодот што следува ќе мора да работат на нов проект за мрежа, со што трајно ќе се реши овој проблем. Изграден нов современ спортски терен и комплетно реконструирано детско катче во делот на Камник, Газибаба, сподели денеска градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски. Во делот на Камник, во близина на бензинската пумпа Лукойл, општина Газибаба изгради нов современ спортски терен со најквалитетна тартан подлога, како и целосно реконструирано детско катче. Со тоа граѓаните од овој дел на општината добиваат нови, безбедни и уредени простори за спорт, игра и дружба, истакна Стевковски во својата објава на социјалните мрежи. Ова е вториот од вкупно 8 нови спортски терени за кои Стевковски вели дека ги градат во населените места низ целата територија на Газибаба. Со тоа потврдуваат дека спортот, физичката активност и здравиот развој на младите им се врвен приоритет. Општина Газибаба е пример за тоа како треба да изгледа локалната самоуправа, која работи посветено и одговорно. До сега имаме изградено над 30 современи спортски терени со тартан подлога. Во исто време се изградени и реконструирани повеќе од 60 детски забавни катчиња, прилагодени на потребите и безбедноста на децата. Додека други само ветуваат и зборуваат, ние градиме, реализираме и оставаме конкретни резултати зад нас, истакна Стевковски. Во Скопје денеска и утре ќе има посебен режим на сообраќај поради одржување на лидерската средба Европска Унија Западен Балкан. СВР Скопје ги известува граѓаните дека на 30 јуни и 1 јули поради одржување на средба на лидерите од Западен Балкан, единицата за безбедност на патниот сообраќај при СВР Скопје ќе превземе мерки за посебен режим на сообраќајот по сообраќајниците на поширокото централно подрачје на град Скопје, информираат од Министерството за внатрешни работи. СВР Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат наредбите кои ќе ги даваат униформираните полициски службеници. Продолжуваме со проектот за проширување и модернизација на уличното осветлување во сите населени места Илинден, Светла општина. Изминативе неколку години поставени се нови линии за улично осветлување во сите населени места. Заедно со јавното комунално предпријатие Илинден ќе продолжиме со активностите со засилено темпо, сподели денеска градоначалникот Александар Георгиевски преку социјалните мрежи. Станува збор за нови линии во должина од околу 2120 метри, каде ново осветлување добија улиците 7, 9, 12 и 30 во населбата Илинден, крак од улицата 500 во Марино, улицата 7 во Кадино, дел од улиците 6 и 18 во Јака, во Бучинци на улицата 4, на детското игралиште и пешачката патека на Бучинско езеро. Покрај нови линии, екипите на јавното комунално предпријатие Илинден вршат и докомплетирање на постојните линии, се вршат интервенции за отстранување на оштетените сијалични места, при што се вградуваат нови, информираат од општината. Во рамки на караванот се гледаме во Мало. Вчера градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски заедно со својот тим од општината беше во градскиот парк, каде што разговараше со граѓаните за проектите кои досега беа имплементирани, но и за предизвиците со кои се соочуваат како би се помогнало во подобрување на квалитетот на живот во оваа општина. Граѓаните изразија позитивни реакции за досегашното работење на општината, за отворањето на новата градинка во населбата Пролет, за поставувањето на смарт осветлување, како и за реконструкцијата на култната сала Работнички. Жителите укажаа на еден од клучните проблеми, а тоа е паркирањето, особено во реонот на Дебар Мало, каде што жителите се почесто се соочуваат со недостиг од паркинг простор, поради возила кои доаѓаат од други делови на градот, соопшти општина Центар. Герасимовски истакна дека општината веќе работи на пилот проект за ограничување на движењето на возила во внатрешноста на Дебар Мало за време на викендите. Малските средби продолжуваат и денеска во 18 часот и 30 минути наводно. Таму е Скопје, град мој љубав лише.
Вечно ќе ја